Здраво, лавови, добре дојдовте во новото видео. Се што ќе кажеме овде ќе се однесува на месец април и пред да поминеме на пораките, сакам само кратко нешто околу делот со претплатата ви споменам. За сите вие што не сте сигурни што значи и што ќе се случи ако вие се претплатите, еве на кратко. Јас кога велам претплати се, јас ви кажувам дека никогаш никој ништо нема да ви наплати со пари овде. Вие парично не учествувате и не продонесувате на овој канал. Значи, содржините на YouTube каналов се бесплатни за вас. И тоа ќе остане така за секогаш. Јас никогаш ништо нити ќе ви наплатам, нити некој друг ќе ви наплати за тоа што сте се вие претплатиле, а ќе придонесете на друг начин. Како со тоа што сте претплатени, вие придонесувате, се шириме, се зголемуваме, лајкувате, коментирате, споделувате и така натаму, и со тоа придонесувате. И никогаш ништо парично нема да ви биде наплатено, во тоа ви ветувам. Значи, претплатете се, кликнете се на звончето, ќе се добивате известувања и да не должиме да преминеме на главното. А што е главно овде? Па, од досега знаците што ги поминавме, не се многу, меѓутоа тие што ги поминавме, јас мислам дека лавовите ќе имаат многу убав месец април. Значи, вие досега сте несреќните, најубав месец за вас. И зашто го мислам ова? Затоа што се она што вие испраќате, добивате, се извинувам, се она што овде постои една хармонија, еден прекрасен баланс меѓу вас самите, во вас самите, меѓу вас и другите. Вие испраќате, добивате љубов, емоции, помош, внимание, влијание. Значи, се што доаѓа и што испраќате е едноставно прекрасно. Но, како влегувате? Вие влегувате во месецов со една малку потешка енергија. Вие влегувате со некакво разочарување, вие не знам зошто нешто сте незадоволни, нешто мислите дека не е целосно и не е комплетно и повеќе сте фокусирани на недостатоците на нештово отколку на предностите. И мислите дека 2 од 3 работи не се комплетни или 1 од 4, вие знаете, ќе си го однесете онаму во вашиот живот кај што одговара. Јас ви зборувам генерално за енергијата која ве окружува, а за сите ќе биде различна и за сите ќе се однесува на некое друго поле од животот, нели не може да биде исто. И она што е потребно од вас е вие кога ги слушате поракиве, слушате енергијата што јас ви ја кажувам, вие ќе си ја однесете таму во тоа поле каде што и припаѓа во вашиот живот. Ништо повеќе. Значи, влегувате со таква некоја енергија и што се случува како одминува месецот, меѓутоа на почеток зборувам, нема ова да трае цел месец, како одминуваат деновите првите на месецот, првите 4-5 дена, кај вас се случува некаков пресврт на мислите, на чувствата, на вашата енергија, едноставно, се случува пресврт. И сега овој пресврт дали ќе биде инспириран и од вас внатрешно нешто самите или нешто надворешно или некој човек во вашиот живот, тоа вие ќе знаете. Меѓутоа, пресвртот секако ќе се случи и одеднаш вие ќе бидете во ситуација да ја погледнете поголемата слика, да погледнете од подалеку и да видите како тоа изгледа за сите останати, зашто вие некако се фокусирате само на нешто многу, само на една работа и никако да излезете од тоа. Гледате, погледот не е за таа никако не сака да погледне одстрана, да види во какво изобилие е таа. Или тој, но да не зборуваме за маж, жена, за кого се работи, вие знаете, меѓутоа се фокусира само на што е во незината чаша. Да, ова убава енергија, се во ред, меѓутоа кога не сакаме да видиме што има наоколу, може да се паднеме во некакви потешки мисли. И сега, вие
кажав, ќе се случи пресврт. Откако ќе се случи тој пресврт, вие ќе видите всушност во каква убавина ќе се наоѓате. Дали ќе се работи за вас лично, дали за вашиот изглед, дали за тоа. Вие ќе видите колку сте убави, колку сте прекрасни, колку сте способни, колку сте направиле многу. Вие едноставно ќе видите колку сте богати на некој начин. И, како што кажав, тоа може ќе биде инспирирано од некого, затоа што од некој човек во вашиот живот доаѓа помош. Тој ќе направи една правилна распоредба на средствата, може пари доаѓаат, може доаѓа некаков подарок, нешто доаѓа. Видете, подеднакво се мери, може не сте единствениот на кого тој помага, меѓутоа доаѓаат, помошта доаѓа и доаѓа со прекрасна емоција. Тој човек, ако е човек, или ситуација, ќе се промени во вашите очи. Вие ќе видите всушност колку убави чувствата биле на тој човек кон вас. Можеби овој човек е истиот човек, можеби за други па е друг човек, кој сака со вас помирување. Некој друг во вашиот живот доаѓа со помирување. Сака да се смирите, сака мир со вас. И тој доаѓа со помирување, се надева дека ќе успее во тоа да се помирите. Можеби сте биле разделени, можеби едноставно не сте биле во комуникација, на нешто сте ставиле крај, ама оној така крај, на вистина крај. И долго време немало ништо помеѓу вас. И сега тој доаѓа и се надева дека она што ќе ви го донесе, ќе направи вие да ги смените мислите околу него. И тој дефинитивно доаѓа со нешто. Со што вие ќе видите, можеби доаѓа, тоа е тој што доаѓа со поклон, можеби се работи за нешто сосема друго, ќе видите. Меѓутоа доаѓа со нешто, сака овој да ви покаже, тој на нешто работел. Тој работел и сега доаѓа, меѓутоа не доаѓа така тивко и полека, туку доаѓа со една голема енергија, со еден голем повик. Тој ве повикува и сака да видите вие што ви носи. Нешто ви носи. Дали е подарок, дали е нешто ви носи и нешто тој креирал до сега, работел на нешто и ќе ви го донесе. Друг дел од вас, вие сте исправени пред некој предизвик, вие нешто градите или работевте на нешто и сега останало само уште една работа што треба да се заврши. Дали е тоа уште еден испит кој треба да се заврши, дали е тоа уште зависи за што се работи, значи може некој градите куќа, може ова го правите со некој друг од вашиот живот, со партнерот или пак со родителите, со некого го правите, не сте сами во ова, меѓутоа треба уште едно нешто да се заврши, уште една финална битка да се заврши, уште еден пат да се изоди, или како што кажав, може би е уште еден испит последен, уште една мала работа. Може и не е мала, меѓутоа уште едно нешто останало што треба да се заврши. И овој месец е месец на... Значи, овој месец ќе ги однесете работите кон крајот, а славењето доаѓа подоцна. Нема уште сега одма да славите, затоа што сега треба да се завршат работите. Од вас се бара месецов што? Од вас се бара, и запаметете ова, не смеете никако да споделувате ништо со останатите. Единствените луѓе со кого смеете да споделите нешто периодов се оние кои ви мислат добро и оние кои се заедно со вас во проективе. Никако да не отварате душата на другите. И за тие што не сте во никаков проект или пред никаква битка исправени, исто и вие не отварајте душата, затоа што може да навлезе некаква неубава енергија. Може да ви наштетат луѓето на некој начин, не мора нешто дека ќе ви наштетат вас, ќе ви направат нешто физички ќе осетите, меѓутоа едноставно со некаква енергија, некакви емоции ќе ви наштетат, затоа што не споделувате се што правете си го во приватност и после ќе споделите и тоа како ќе го споделите ќе биде на вистина со изненадување за сите останати. Значи, исто така овој месец не е месец за преголеми действувања,
за нешто да правите многу, нешто физички да правите, не, туку овој месец е месец каде што треба многу да размислувате. Значи, вие мислете на нешто, размислувајте убаво на нешто, размислете како ќе го направите се тоа што го правите. Во љубовта работите се совршени, вие сте едноставно благословени, можеби вистина ќе бидете благословени, некои од вас ќе стапите во брак и имам чувство дека вие сте тие што го нудите бракот, значи вие ќе понудите некому брак, ќе понудите некому нешто, ќе понудите подарок, нешто вие некому ќе понудите и ќе го преплавите од емоции и другиот и вие самите. Значи ова е комплементарна енергија, се надополнувате еден со друг, ова е совршенство. Значи април месец совршенство, некој некому нешто ќе подари и едноставно ќе уживате. Некој друг во вашиот живот страшно ви му не достигате, на некој вие многу не достигате. Ова е карта во која која ни покажува дека ќе авоцираме спомени, ќе размислуваме многу на минатото, ќе чувствуваме некоја носталгија. Ова не сте вие, ова се другите луѓе во вашиот живот. На некого вие страшно многу не достигате, можеби тоа е истиот овој кој ќе направи нешто за вас за да се помирите. Некој ќе се врати во вашиот живот од минатото. Тоа во текот на месецот ќе го видите, ќе го препознаете и што и да се случува, не бидете неспокојни, уживајте, предадете се, затоа што целата оваа енергија што доаѓа кон вас е преубава, значи позитивна, убава, совршена. Колку што можеше, кажавме што можеше најмногу. Сега за крај, знаете, замислувате желба. Повторно многу карти, тоа не може. Си замислувате желба, јас ќе одговара со да и не. И да видиме за вас, лавови, кој е одговорот на вашата желба. Уште за крај. И еве повторно. Ова е истата карта, ова се само различни карти, меѓутоа е истата карта. Значи, да, се враќа некој и нешто од минатото се враќа, некој од минатото се враќа, некаква енергија, некакви емоции, некакви чувства, во кои апсолутно ќе уживате. Значи, она што доаѓа кон вас е позитивно. Дали го очекувате или не, дали го барате или не, доаѓа и е многу убаво и позитивно. Драги лавови, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!